Струмишките средношколци од економската струка од Јане Сандански ги презентираа своите виртуелни компании. На плошадот директно со граѓаните во улога на менаџери како вработени, ги презентираа своите производствени и услужни дејности. Ги убедуваа потрошувачите да бидат нивни клиенти. На импровизирани штандови се докажуваа како туристички агенции, производствени фирми, консалтинг и услужни бироа. Задоволна сум премногу, бидејќи покажа многу интерес и многу активности нивни за сето тоа да го припремат и да го покажат сето она што е изучено од прва до четврта година во економската струка. Имат голем интерес и тоа е многу важно и голема желба за работа. Идеите се секогаш нивни, само ние сме наставниците кои ги предаваме тие предмети, само им даваме смерови. Како подобро да го направат тоа. Инаку се е нивно, дури идеите многу се креативни децата. Учениците кои завршуваат средно образование како економски и банкарски техничари презентираат доста креативни идеи и иновативен пристап за промоција на пазарот, тврди професорката Јованка Михеловиќ. Според неа, она што недостасува за овој образовен профил е практичната настава и обука во реалниот сектор. Тие се подготвени, но праксата им е потребна. Сепак праксата им е потребна во одредените институции, каде што ќе работат. Добро е кога би имало повеќе пракса директно во производството, во банката. Колку Јане Сандански тој им го возможностува, дека мислам дека имате и шалтерски центар. Да, отворивме и шалтерски центар. Министерството не е некако поврзано се уште и немаме како програма воведено за практична настава во институциите. Во средното училиште Јане Сандански во интерес на нивните економисти беше отворена и виртуелна банка каде банкарските техничари се запознаваа со финансиските трансакции во поглед на штедењето и кредитирањето на физичките и правните лица со повеќе финансиски инструменти.